По напуштањето на шелтрите за згрижување на жртви на семејно насилство, жените и децата се уште се во безизлезна ситуација. Шелтрите ги обезбедуваат безбеден и бесплатен престој, храна и хигиена на жртвите, како и психосоцијална и правна помош. Сепак, еден од предизвиците на кои што треба да се работи е отворање домови за сместување по излегувањето од шелтрите. Најчесто кога жените ќе го напуштат шелтер центарот, се враќаат во домовите на своите родители, може да се вратат во сопствениот дом доколку имаат таков или наоѓаат други решенија за домување. Ова домувањето е еден од главните предизвици зашто жените многу често не донесуваат одлука да го напуштат насилниот партнер. Познавајќи го националната мрежа, овој факт, националната мрежа работеше минатата година многу на изработка на модел за реинтеграција и рехабилитација на жени и при тоа ставајќи акцент на домувањето. Како резултат на тоа, а со поддршка на град Скопје, ја отворивме првата куќа за отворено домување за жени жртви на насилство кои што го напуштиле партнерот. Куќата е лоцирана во Скопје, ги обезбедува сите услови за живење и во првите месеци и трошоците се покриени комплетно со поддршката на градот. Ова го изјави Елена Димишкова од Националната мрежа против насилство врз жртвите и семејно насилство за платформата Само прашај на Институтот за комуникациски студии. Оно што сакаме ние да го направиме, односно поддршката која што сакаме ние како мрежа да ја обезбедиме е првенствено мирна средина без насилство, каде што ќе може секоја една индивидуа, секоја една жена која што преживеала насилство да може првенствено да се стабилизира и психолошки и емотивно и заедно со наша помош да направи план за иднината и чекор по чекор да го исполнува тој план. Куќата за домување, иако има ограничени капацитети, сепак е добар и е пилот проект, сепак е еден позитивен исчекор во она што досега државата го обезбедуваше како систем на заштита и поддршка на жените жртви и ние искрено се надеваме дека и другите општини ќе видат важноста на ваквиот тип на поддршка за жените жртви и ќе обезбедат средства без разлика дали од локалната самоуправа или од националните институции, ќе се обезбедат средства за вакви куќи да бидат отворени и во повеќе други општини надвор од Скопје. Во периодот од почетокот на пандемијата во југоистокот е неколкукратно зголемен бројот на пријавите за семејно насилство во полицијата и центрите за социјални работи. Драстично зголемување бележи и Центарот за згрижување жртви на семејно насилство во Струмица, особено за време на продолжените карантински викенди.